Ве водиме надвор од студиото на телевизија Алфа. Еве веќе на линк ја гледам нашата колешка Ирена Спировска, која што ќе разговара со Љупче Бубе Трајчев, доктор по природна медицина, нутриционист и хербалист, а ќе зборуваат односно ќе ни дадат на сите нас корисни совети за тоа како здраво да се храниме. Иренка, добро утро. Добро утро, Ирина. Поздрав до тебе и до сите гледачи на утринската програма на телевизија Алфа. Пред некој ден зборувавме на тема грип и како да се заштитиме од него со доктор Стефан Јованов. Споделивме совети и насоки како треба да реагираме кога ќе ги почувствуваме првите симптоми и кога треба да се јавиме на лекар. А во следниве минути ќе зборуваме малку повеќе за здравата исхрана и колку таа може да ни помогне во превенцијата и заштитата од грипот, вирусите, настинките, сето она што е и такако присутно овој период од годината, кога е зима, кога е студено и кога секојдневно дишеме нечист воздух. Утринава разговарам, како што најави и ти, со Љупче Бубе Трајчев, нутриционист, хербалист и доктор по природна медицина. Бубе, добро утро. Добро утро, поздрав до тебе и целата екипа на телевизија Алфа и сите гледачи кои што моментално се наоѓаат баш на таа фреквенција. Темата здрави и како истото да го зачуваме е секогаш актуелна тема, особено во овој период од годината кога сите се соочуваме со настинки, со вируси, а исхраната е докажано дека може многу да придонесе и да ни помогне за благосостојба на нашето тело, за добар имунитет и за здравје. Па еве, на што треба да внимаваме и како всушност треба да ја ползуваме здравата исхрана во овој период од годината. Вака, најпрво знаеме дека сега воздухот е многу загаден. Тоа значи дека имаме многу слободни радикали во нашиот организам кои предизвикуваат намалување на имунитетот, предизвикуваат создавање на бактерии и вируси кои што нивниот број се зголемува и ни опаѓа имунитетот. Она што е најбитно во овој момент, во овој период од годината, поготово нели во Скопје кај што воздухот е многу загаден, треба да се направи едно чистење на организмот, па накратко би кажал прво што е најбитно, значи со секојаш нели преку исхраната како можеме да го исчистиме организмот и така да го зголемиме нашиот имунитет. Секогаш треба да се внесуваат многу течности. Наутро треба да внесуваме да речеме некој одреден чај кој што нас ни е омилен, зборувам како течност заедно со лимон кој што ќе направи еден детокс на нашиот организам. Тука би ги споменал најдобрите чистачи на организмот, зборувајќи за чаеви, за билки кои што преку чаеви може да го исчистат нашиот организам. Тоа е конјското опавче кое што содржи во себе најмногу силициум во природата, и го чисти нашиот организам од алуминиум и други тешки метали од нашето тело. Тука е брезата, значи оние млади листови од бреза, копривата исто така, коријандерот кој што може нели да го береме свеж, да го конзумираме, можеме и во форма на семе. Истиот тој коријандер можеме да го ставиме во мелница за бибер па да го користиме во нашите јадења кои што ги спремаме во текот на денот, не значи не само како чај, туку и како зачин. Исто така морам да кажам за коријандерот дека е најдобар келат. Келат значи чистач на организмот. Тој има способност да ги врзува неорганските материи, особено тешките метали, и да ги исфрла од нашиот организам, затоа топло го препорачувам и како чај и како зачин во целокупната исхрана, дури добар е и да се стави во смути една лажичка, наутро оние кои што практикуваат смути, а смутито е исто така многу добро, поготово ако е направено со зелени лиснасти растенија кои што заедно со хлорофилот успеваат најдобро да го исчистат нашиот организам. Знаеме дека хлорофилот е многу добар чистач на нашиот организам, така да препорачувам прво може да се почне со чај оние кои што имаат време и подосна со смути или смутито да го понесат за на работа, затоа што тоа се приготвува буквално за пола минута, само да се изблендира се и веќе е спремно. На тој начин ќе имаме една хидратација која што е многу
битна, нехидриран организам, нехидрирана клетка многу полесно заболува, многу полесно нели можеме да дојдеме до настинки, до вирози и слично. Кога нашиот организам е хидриран, крвта е поретка, подобро циркулира и така на тој начин полесно се чисти, имуниот систем на тој начин полесно работи. Така да така би советувал да се започне денот на некој начин со прво со чај, потоа со едно смути и на тој начин да се исчисти организмот за да може нели подоцна во текот на денот секако препорачувам нели салати, здрава исхрана, меѓутоа многу е битен почетокот на денот затоа што преку ноќта многу токсини се останати во нашиот организам кога метаболизмот е успорен и наутро баш ние треба да го исчистиме прво организмот за да биде подготвен за останатата храна која што ќе внесуваме. Исто би препорачал, знаеш и ти тоа често го практикуваш, одење барем до водно на чист воздух и на Скопска Црна Гора или било каде, сите оние гледачи што се надвор од Скопје, секаде во близина Македонија е толку убава земја, да секаде имаме некоја висинка барем до 700-800 метри каде што можеме да отидеме, каде што ќе дишеме чист воздух и нели преку воздухот исто така се чисти нашиот организам. Ако имаме неквалитетен кислород во нашиот организам загаден, многу е потешко, многу се потешки сите метаболитички процеси во нашиот организам и тука настануваат самите проблеми на здравието, се чувствуваме уморни, настинката многу лесно може да не совлада, меѓутоа кога ние имаме добри нутриенти во нас, кога имаме добар кислород во нас, значи можеме многу полесно да ги пребродиме овие состојби кои што се нели моментално за жал во овој период од годината, особено Скопје и уште неколку града во Македонија се многу загадени и треба да се користат баш овие совети кои што ги напоменав. Исто така, добри чистачи на организмот, добро е неколку пати да се земе во текот на неделата активен јаглен, кој што исто така ги врзува неорганските материи, тешките метали и ги сврла од организмот, тука и зеолитот. Исто така може да се користи и секако физичката активност која е нели многу битна затоа што со физичката активност ја поттикнуваме лимфата да се движи во нашиот организам, а на некој начин лимфниот систем кај нас е канализацијата, она која што исфрла се од организмот. Лимфните чворови се поставени на такви места за кога ќе се движиме да се пумпа лимфата, затоа што таа нема пумпа како што има крвта и на тој начин исто така можеме да придонесеме за чистење на организмот, за подобрување на имунитетот. Може да се прават некои вежби за истегнување секое утро кога ќе се стане и навечер пред легнување. И накратко тоа би било за првичните совети што би требало превентивно да направиме. И сега доколку имаш некое друго прашање, јас сум тука да одговорам сега. Секако дека има, вие нутриционистите постојано препорачувате и апелирате дека треба да се конзумира многу овошје, многу зеленчук во текот на секојдневието, но еведен овиве особено слушаме дека одредени, па можеби не одредени, туку голем број на овошја зеленчуци се третираат со пестициди, со химикали и токму заради тоа би сакало уште малку повеќе акцент да ставиме на тоа прочистување на организмот од токсини. Го спомнавте активниот јаглен, го спомнавме и зеолитот, дали секој може да ги користи, на кој начин да ги користи и колку често да ги користи? Па вака, во суштина, активниот јаглен може секој да го користи, и дете кое што има 1 година може да го користи, меѓутоа нели во зависност од тежината на организмот и количеството на крвта кое што ја имаме нели во нашиот организам, за мало дете од 1 година треба да се даде 1/4 на она таблета од 15 милиграма или тие може да се најдат нели во секоја аптека, а доколку се користи во прав, тоа е некаде да речам 1/6 му доаѓа од прилика на едно мало кафено лажиче, додека возрастен човек може да користи цело рамно лажиче. И не препорачувам значи секој ден, 2 до 3 пати неделно да се зема активниот јаглен. Зеолитот исто така може да се зема по 1 лажичка, добро растворен во вода, и зеолитот може да се зема исто така 3 пати во текот на неделата. Сега оние кои што имаат потешка здравствена состојба или им треба поголемо чистење на организмот или значи се во настинка вироза некој, може
може да го користат и секојдневно, додека им трае терапијата, да речеме ако имат некоја терапија со антибиотици, уште подобро, и да не ги забораваме пробиотиците, исто така тие треба да се користат, затоа што имунитетот се создава во нашите црева, а со антибиотиците се уништува и со овој воздух и со оваа храна која што исто така е загадена, се уништуваат баш корисните бактерии, и тука се пробиотиците за да помогнат да се размножат тие бактерии во поголем број. Сега сме период на кога има кисела зелка, кој има расол, да се користи во што поголеми количини, затоа што тоа е и пробиотик и содржи во себе витамин С, а витаминот С исто така многу го чисти организмот. Може да се користат и сокови од цитрусни овошја за прочистување на организмот, меѓутоа расолот е баш идеален за прочистување, затоа што освен витаминот С и пробиотиците кои што ги содржи корисните бактерии во себе, тој содржи и други нутриенти и фитохемикали кои што исто така го чистат организмот, а се наоѓаат во оној баш киселиот дел од зелка, да имаме начини, само треба да бидеме ажурни и да го правиме тоа, затоа што нели најбитно е да го заштитиме своето здравје, а чистиот организам никогаш не може да заболи. Чистиот организам и организмот кој што има многу во себе витамини, минерали, секогаш е спремен за да се одбрани од сите надворешни влијанија. Сега кога станува збор нели за овошјата, зеленчуците, исто така можеме и од нив, не се, меѓутоа голем дел од пестицидите и сето што на начин на кој што се третирани, да ги потопиме преку ноќ или најмалку, да речеме, зависи од овошјата, зеленчукот, од половина до 2 часа во сода бикарбона, која што ќе ги отстрани сите оние неоргански материи кои што не се дел од самото овошје или зеленчук. Истото можеме да го направиме со зеолитот, меѓутоа со содата бикарбона е малце попрактично и содата на некој начин доста брго делува, затоа што има такви оксидативни процеси, поготово ако додадеме малку и оцет внатре, за неколку минути може да се исчисти овошјето, добро да се измие и потоа да се конзумира. Барем дел, значи не може се, нели нормално, меѓутоа голем дел од тие токсини кои што се наоѓаат во самото овошје или зеленчук кое што е третирано, да бидат отстранети, на тој начин да внесеме поздрав продукт во нашиот организам. Каков оцет препорачувате да се додава во комбинација со содата? Па обичен алкохолен оцет може да се користи. Јас го препорачувам секогаш јаболковиот оцет за користење. Исто така тој има големо влијание на нашиот организам за прочистување дури на ниво на клетка. Јаболковиот оцет него го препорачувам во сите свежи салати, дури може да се пие како лимонада заедно со лажичка мед и со вода. Меѓутоа за прочистување на овошјата, зеленчуците, многу подобро е да се користи алкохолен оцет, затоа што тоа е многу појак, а нас ни треба нели тука да има една јачина за да може да ги оксидира и да ги извади тие штетни материи кои што се налепени на самите овошје и зеленчуци. Вове, благодарам за овие совети, верувам дека ќе бидат корисни за нашите гледачи. Благодарам на поканата, поздрав уште еднаш до сите гледачи и секогаш ми е чест да бидам твој гост. Задоволството и мое, еве, со овие насоки ние ќе се одјавиме посакувајќи ви да внимавате на вашето здравје, да направите се што е во ваша моќ и да бидете секогаш здрави, добро расположени и се разбира да ја следите програмата на телевизија Алфа. Ви посакуваме убав ден. Благодарам, Ирена, за ова твое линковско вклучување. Навистина корисни совети до сите нас. Со внимание ве следев.